сте на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уставен поведе постапка за платите на судиите и јавните обвинители. Линеарното покачување на пензиите останува на сила. Нови мерки нема да има. Цените ќе се контролираат со засилени инспекцијски контроли за празниците. Се одложува пресметката на просечната кошничка. Владата се уште чека мислење од синдикатите и работодавачите. Бугарија понуди, владата одби да прифати мазут за справување со кризната состојба. Разрешен министерот за европски прашања, секторот ќе го раководи новиот вице-премиер Беким Сали. Владата доби и нов министер за животна средина. Државата ги собра повратниците на форум во владата. Премиерот ги повика иселениците да не размислуваат. Каменот тежи на своето место. Папата со божикна порака за мир во светот. E che ci sia 24 ore, un giorno di pace in tutto il mondo. Grazie. Овие вести во живо информираме за изборот на нови министри во владиниот кабинет. Останете со нас. Владата не им одобри, па за поголеми плати побараа помош од колегите. Уставниот суд на денешната седница донесе одлука да поведе постапка за платите на судиите и јавните обвинители, откако ја прифатија представката со која се оспоруваат коефициентите за пресметка на платите кои два пати беа намалени минатата година. На истата седница, поради ист број на гласови за и против, беше констатирано линеарното покачување на пензиите да остане на сила до наредно одлучување во изборот на нови судии. Судиите и обвинителите на чекор до повисоки плати. Уставниот суд одлучи да поведе постапка за испитување на уставноста на ланските намалени коефициенти за пресметка на плати на судиите. Мнозинството судии сметаат дека со тој закон се навлегува во независноста и во самостојноста на судската власт од страна на извршната и од страна на законодавната власт. Платите на судиите не е техничко прашање, туку е статусно прашање нераскинливо врзано со нивната независност и самостојност. Под лупа на Уставниот суд оди и намалувањето на коефициентите за обвинителите. Според Уставен, пониските плати заради намалување на коефициентите влијаат на успешноста во извршување на работните обврски на јавните обвинители. Со овие одредби со кои се намалуваат коефициентите се врши директен упад во финансиската независност на јавното обвинителство. Во Законот за јавното обвинителство изрична форма и во изрична форма има одредба со која се вели и со која се уредува прашањето дека платите на јавните обвинители не сме да се намалуваат. Од Уставен велат свесни се дека нивната одлука ќе предизвика реакции, но како што велат, меѓународните стандарди гарантирале дека во текот на работниот век на судиите забрането е намалување на нивните плати. Но во март годинава за истите иницијативи Уставен донесе спротивна одлука и тогаш се бараше при испитување на коефициентите, но според судот и покрај намалувањето, судиите и обвинителите и понатаму земале плата според нивниот статус. Не била загрозена ниту самостојноста и независноста на правосудството. Уставен не донесе одлука за линеарното зголемување на пензиите, откако претходно мнозинство од судиите гласаа за да се поведе постапка, денеска беа 4:4. Одлука за илјадарката од октомври и таа во април ќе има поцелосно екипирање на судот кој сега работи со 20 судии помалку. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нови мерки за намалување на цените пред празници нема да има, потврди министерот за економија. Дурмиши вели дека злоупотребите на трговците ќе се контролираат со засилени инспекцијски контроли. Иако беше најавена од јануари, сепак се одложува пресметката на просечната кошничка. Владата се уште ги чекала мислењата од синдикатите и од работодавачите. Се одложува просечната потрошувачка кошничка што ќе ја пресметува државата. Методологијата е готова и требаше да се применува од јануари, ама се уште се чека мислење од синдикатите и работодавачите, вели министерот за економија. Кошничката им била доставена на увид и на двете страни пред локалните избори, за ако имаат да достават забелешки. Но Дурмиши вели дека засега не се изјасниле ни едните ни другите. Ако и следниот месец не дадат мислење, владата ќе ја објави таква каква што е.
Кошничката е всушност математика што ќе ја прави државата и ќе треба да покаже колку пари му требаат на едно 4-члено семејство, за да го истурка месецот. Нешто налик на минималната синдикална кошница. Планот е да се објавува секој месец и да им служи на институциите при креирањето на идните економски политики. А додека почне пресметката за време на новогодишните и божикните празници, мерки за цените ќе нема, но ќе има засилени контроли. Пазарна инспекција е на терен и прави контроли. Ви информирам дека само за 2025 година има направено рекордни контроли од 25.000 контроли, каде што има пишано околу 2,5 милиони евро казни за сите трговци и силата држава кои не ја почитуваат законот или не се однесуваат според своите рамки или ги покачуваат цените. Министерот за економија на брифинг потврди дека очекува поскапената струја да повлече раст на цените и на основните производи. Тоа е нормална појава, рече Дурмиши. Вчера регулаторната комисија одлучи струјата од 1 јануари да поскапи од 2,45 до 3,84%, што на просечна сметка по блокови ќе значи скок од 57 до 900 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. По прогласувањето на кризна состојба во снабдувањето со струја, бугарската влада по насоки на премиерот, а преку министерот за надворешни работи понудила да обезбеди мазут за Македонија. Македонската влада одби тврдејќи дека има доволно во стоковите резерви. Опозицијата пак обвинува дека зад одлуката на владата се кријат планови за криминални тендери. Бугарија ни понуди мазут за надминување на кризната состојба. Македонската влада одби. За да се обезбеди нормално снабдување со електрична енергија. Премиерот во оставка Желјазков преку бугарскиот министер за надворешни работи, во знак на добрососедство и солидарност, му понудиле снабдување со мазут на министерот Муцунски, но од владата велат во моментов помош не ни треба. Ве информираме дека државата во моментов не се наоѓа во ситуација во која има потреба од ваков тип на помош. Државата не е во фаза на чекање помош од надвор, туку со сите своји расположливи капацитети. Ево можност да ја одржува состојбата стабилна на полето на енергетиката. За да нема рестрикции на струја, по барање на ЕСМ, владата вчера прогласи кризна состојба. Во следните 7 дена мазут ќе се користи од државните резерви, без надоместок. А ЕСМ има обврска за трошењето на нафтениот дериват да доставува извештај до владата и Министерството за финансии. Во меѓувреме опозицијската СДСМ прашува зошто навреме не е обезбеден мазут и кој ќе профитира од тендерите за набавка на овој енергенс. Се сомневаат дека веќе избрана фирма за снабдување со мазут. Бараат јавното обвинителство да отвори истрага веднаш за загубите во ЕСМ. СДСМ бара јавното обвинителство веднаш да отвори истрага за овие загуби од 100 милиони евра и да утврди одговорност. Кој ќе одговара за загубите од над 100 милиони евра? Кој профитира од увозот на струја? Кој заработува додека народот плаќа? Одговорност мора да има. Од ВМРО ДПМН возвратија дека СДСМ немаат кредибилитет да зборуваат за енергетскиот сектор, затоа што за поранешниот директор на ЕСМ, Васко Ковачевски, веќе има кривична пријава за злоупотреба и истиот е во бегство, додека сегашниот лидер на партијата, Венко Филипче, се возел во поклонето Ауди од снабдувач со јаглен на ЕСМ. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Разрешен министерот за европски прашања, секторот ќе го раководи новиот вице-премиер Беким Сали. Владата доби и нов министер за животна средина. Државата ги собра повратниците на форум во владата. Премиерот ги повика иселениците да не размислуваат. Каменот тежи на своето место. Собранието попладнево го разреши министерот Муртезани и избра нов вице-премиер, како и нов министер за животна средина. Седницата следеше колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо во овие вести. Катерина, новите кадровски решенија беа познати подолго време. Имаше ли некакви забелешки за изборот на Мицковски? Па генерално помирен избор на двајца нови членови на владиниот кабинет на Мицковски, ако се разбира дека опозицијата
имаше реакции. Како што спомена и ти во најавата, избрани се двајца нови министри. Беким Сали е нов министер за европски прашања, додека пак Мухамед Хоџа, поранешниот владин потпарол, станува нов министер за животна средина. Предходно собранието го разреши од позицијата министер за европски прашања Орхан Муртезани. Сите овие промени настануваат откако поранешниот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити стана градоначалник во Чаир со локалните избори. Со тоа се отворија две нови слободни места во владата, кои што всушност припаѓаат на вреди. За да нема промена во бројот на министри и распоредот на силите, за да остане ист помеѓу коалицијските партнери, се направи ваква промена. Во продолжение го слушаме премиерот Мицкоски кој образложи зошто токму Сали и зошто токму Хоџа се добри решенија и што ќе се случува со разрешениот Муртезани. За министер за животна средина и просторно планирање го предлага Мухамед Хоџа. Кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт. Со ангажмани во повеќе институции со раководни позиции кои подразбираат одговорност, координација и работа во сложена административна и институционална средина. За министер за европски прашања го предлагам Беким Сали. Беким Сали има претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите помеѓу извршната и законодавната власт и начинот на функционирање на државните институции. Ова искуство е особено значено за Министерството за европски прашања, кој има координативна улога во процесите поврзани со европската интеграција. Дозволете ми тука да му се заблагодарам и на претходниот министер за европски прашања, господинот Орхан Муртезани. А Орхан ќе биде дел од мојот кабинет во иднина и ќе го координира процесот на следење на исполнување на реформската агенда, нешто кое што е многу важно за интегративните европски процеси на државата. Така, тоа беше образложението на премиерот Мицкоски. Се разбира дека од матичната вреди ги бранеа своите кадровски решенија, додека пак опозицијата негодуваше дека се работи за рециклирани кадри, но и дека промените во владата Мицкоски ги прави заради коалицијски договори, а не заради подобрување на незината работа. Еве ги реакциите на власта и на опозицијата. Господинот Хоџа не доаѓа да започне од нула или да ги покрие недостатоците или пропустите на минатиот министер. Тој доаѓа да ги затвори илегалните депонии, да ги спроведе стратешките планови и да ја зачува животната средина. Овој дискурс е јасен и токму поради оваа причина има напади. Од друга страна, предлогот за Беким Сали како прв заменик премиер и министер за европски прашања доаѓа во еден одлучувачки момент за евроинтеграција на државата. Овој процес нема потреба за празни изјави, туку за сериозна координација и институционална одговорност. Кандидатот за министер за европски прашања е кандидат кој е рециклиран о многу функции. Вие и ВМРО и ВЛЕН сите ја критикувавте Дуи како политички субјект кој ги рециклираше раководните лица, нивните кандидати, нивните лица од владините функции. Но сега сите чутите, овај кандидат бил и министер во времето на СДСМ за здравство, значи не покажа ниту еден резултат тогаш. Надвор од тие проекти претходно кои ги направи за пиар, му сигнализираше на другите, овај кандидат 2 години е пратеник, ниту еднаш никој не го слушнал. Во политичкиот субјект алтернатива има мажи, жени кои со многу повеќе успех ќе извршуваат задачата за кој овај денес одредил.
Така, тоа беа партиските реакции. Само да споменеме дека Сали, покрај тоа што ќе биде министер за европски прашања, согласно процедурите, но согласно и коалицискиот договор, Мицкоски овие денови ќе треба да го именува и за негов заменик, односно за вице-премиер во владата. И ова се први од серијата промени што ќе следуваат во владиниот кабинет. Согласно најавите, Мицкоски планира поголема реконструкција напролет, кога ќе се променуваат кадри од сите три коалициски владени партнери, ВМРО, ДПМН, Вреди и Знам. Катерина, пополните се клучни ресори во услови на заглавени интеграции, живење во секојдневно загаден воздух. Ќе видиме какви резултати ќе покажат новите министри. Благодарам за овие информации. Носталгија, семејство, бизнис потенцијал, ефтин живот. Ова се само дел од причините за иселениците да се вратат во родната земја. Државата денеска собра 12 повратници на форум во владата, а премиерот ги повика сите иселеници да се вратат дома, оти каменот тежел на местото. И Македонија може да биде ветената земја, барем за 12 македонци кои во изминатите десетина години решиле да се вратат дома. Во свечената сала на владата, пред премиерот Мицкоски и пред националниот координатор за демографија Ѓорчев ги кажаа своите приказни, зошто одлучиле од западниот свет да се вратат во Македонија. Носталгија, семејство, бизнис потенцијал, ефтин живот. Ова се дел од причините за одиселеници да станат повратници. Ана Дуковска е сметководителка која во Соединетите Американски држави заминала во 2007. 18 години подоцна, носталгијата ја вратила дома. Денес сум повторно дома, не со цел да бидам товар на државата, туку ресурс. Не се вратив за да барам, туку за да придонесам. Работам за американска компанија како сметководител, но од мојот дом во Македонија. Со странски примања, а со секојдневна потрошувачка и живот тука сум жив пример дека е можно да се живее дома, а да се работи глобално. Моника и Кристијан Томашевски се брачен пар кој добивањето на ќерка ги натерало трајно да слетаат на Скопскиот аеродром. Освен куфери, го донеле дома и својот бизнис. Дојдовме тука, го префрливме нашиот бизнис тука, работиме на развој и регрутација на лидерски кадри. Работиме во моментов со приватниот сектор, компаниите многу топло го прифаќаат тоа, бидејќи нашето согледување, таму бевме рамо до рамо со тие лидерски кадри. И увидовме дека ние, како македонци, имаме многу голем капацитет, сме многу трудолюбиви и сме, па можеби за многу работи и подобри, еве јас ќе речам одговорно од западниот свет. Далибор Фрутник не е повратник. Работел, учел и се развивал во Австралија. Последните 13 години вели дека редовно доаѓа тука. Тој е еден од авторите на Мој термин, а годинава решил да го напушти Сидне и домот да си го пронајде во Македонија. Имаме 150 вработени у Македонија, скоро 170 глобално, и Македонија не е европски HQ, целосен HQ за фирмата и да кажам развоен центар. Ние вработуваме генерално практиканти, скоро секој фирмата е практикант и е израснат до некоја позиција. Ние градиме кариера за нашиот кадар и само расте. Ниту една територија не може да остане празна, вели премиерот Мицкоски. Демографските податоци во Европа според него покажуваат дека многу држави ќе останат само музеи. Затоа најави дека владата веќе следната година ќе има план за враќање на иселениците. Како влада размислуваме и веќе сме во понапредна фаза, тука и Никица со тимот на Македонија 2025 доста помагаат во делот на нови законски решенија за повратници, во делот на олеснување со даноци и слично, кое што мислам дека веќе првиот квартал или најдосна првата половина следната година ќе го промовираме како активна политика и ќе биде дел од една сеопфатна кампања како влада што ќе го правиме за луѓето кои што сакаат да си дојдат дома. Податоците од државната статистика покажуваат дека во последните 5 години постои тренд на зголемување на бројот на вратени македонски државјани во Македонија. Сепак, бројот на луѓе кои се одселуваат е далеку поголем. Даниел Василев, Сител телевизија. Паркингот на Клинички ќе биде впишан како имот во собственост на државата, а ќе го управува градски паркинг, согласно одлука на владината седница. Според планот, градски паркинг ќе треба да изгради и катна гаража на местото на модуларната болница прединфективна. На владината седница вчера била донесена одлука за набавка на 100 возила за медицинска помош, кои ќе бидат распределени низ целата држава.
Решени административните пречки и паркингот на Клинички стана собственост на државата, а во иднина со него ќе управува градски паркинг Скопје. Ваква одлука била донесена на вчерашната владина седница. Министерот за здравство информира дека Скопското јавно предпријатие ќе има обврска да го модернизира просторот и да ја дигитализира апаратурата. Ќе има 400 нови паркинг места и катна гаража на местото на модуларната прединфективна. Цената за вработените ќе остане иста, а пациентите и посетителите ќе плаќаат различно, но не поскапо, уверува Алију. Ќе има 3 различни цени, значи цени за пациенти кои што имаат онколошки проблеми ќе биде бесплатен паркингот, за пациенти од другите категории ќе биде цената што моментално ја имаме и ќе има трета цена за граѓани кои што сакаат или имаат други обврски, не се поврзани со нивното здравје. Паркингот на Клинички стана децениски проблем, а ако најдете слободно место како да сте добиле на лотарија. Решавање на хаосот најавуваа сите министри за здравство последните 10 години. Лани на влада беше донесена и одлука за јавно-приватно партнерство. На огласот се пријави само една фирма, Ѓока Констракшн од Албанија, но по реакциите во јавноста договор не беше подпишан. Заедно со паркингот вчера владата донела одлука и за набавка на 100 нови и комплетно опремени амбулантни возила за сите здравствени установи кои имаат потреба. Според барањата што ги имавме од сите здравствени установи, негде до 80% покриваме потреба од ваков тип на амбулантни возила и се надеваме дека со плюс 50 што ќе ги купиме во 2027 ќе бидат потребите на нашите здравствени институции покриени со ваков тип на инфраструктура. 100 амбулантни возила ќе чинат околу 7,5 милиони евра, а ќе се исплаќаат од државниот буџет во наредните 4 години. Александар Динев, Сител телевизија. Владата најави донација од 100 возила и за Македонска пошта како итна мерка за оперативна стабилизација. Министерот Николовски најави длабоки реформи и законски измени за корекција на пазарната нерамнотежа. Многу е лесно да се земе делот од пазарот кој што е профитабилен и кој што одговара, а Македонска пошта да има општествена одговорност да писмото кое што јас денеска го праќам на градоначалникот на Вевчани го однесе во услови кога никој друг тоа не го прави. Следниот месец дена пошта ќе добие како донација од владата 100 возила, од кои што 90 ќе бидат помали комби возила и 10 ќе бидат големи комби возила со кои што ќе можат да ги подобрат условите за работа, а исто така работиме на една програма која што ќе значи дополнителна помош за Македонска пошта и во делот на софтвер, и во делот на сортирки и така натака, како и во делот на просторни услови како и можеле да ги донесеме во ситуација да испорачуваат најдобри услуги на пазарот. Владеачката ВМРО ДПМН бара така наречениот антикорупцијски тим на СДСМ да ги истражи информациите дека поранешниот партиски лидер Зоран Заев гради 40 катница во Дубај, а лидерот Венко Филипче во неа има свој стан. Од партијата сметаат дека раководството на СДСМ инвестира во странство со парите кои, како што велат, ги направиле пустошејќи ја Македонија. Зоран Заев, партнерот на Венко Филипче, гради 40 катница во Дубај. Ова е сведоштво на човек кој тврди дека бил таму и го видел тоа. Томе Аврамски, поранешен соработник и познаник на Зоран Заев, кажува лично сведоштво дека бил во Дубај и ја посетил зградата која ја гради Зоран Заев. Но исто така, кажува и дека Венко Филипче има стан во Дубај. Почитувани граѓани, ова е скандал од невидени размери, но и доказ дека златните визии на Зоран Заев и Венко Филипче се добиени врз база на инвестиции во недвижности. Големо свлечиште кај депонијата Мегленци целосно го уништи регионалниот пат, изолирајќи ги Мариовските села и оневозможувајќи го транспортот на отпад од Битола. Идната интервенција на РЕК Битола и јавните предпријатија со алтернативен пат привремено го реши прекинот, но санација на свлечиштето ќе се прави откако ќе се создадат услови. Локалната власт уверува дека нови свлечишта нема да има. Море, како се лизга? Она. Како е тоа? Оној камен бега да не се лизни. Какво е да не слези и ние со него.
Големо свлечиште ги вознемири жителите на Новаци, откако по негова активација дојде до сериозен колапс на дел од патот Битола Новаци Маково во близина на депонијата Мегленци. Надлежните служби по увидот поставиле привремена сообраќај на сигнализација и девијација. Зошто се појавиле вакви деформации на патот не се знае, тврди градоначалникот на Новаци за Сител, но кулминацијата, односно активирање на свлечиштето што со себе го повлече патот, било очекувано, бидејќи проблемот бил пријавен уште на 27 ноември, пошто се одржале низа координативни состаноци. Ние го очекувавме тој момент дека ќе се случи да земјиштето се го однеси дел од коловозот кој што води кон Мариово, и тоа се случи. Ние работевме на терен, значи работевме на оспособување на оваа девијација, значи да изградиме соодветно поврзување кое што ќе одбегни ова клизиште кое што ќе го одбегни, и токму поради тоа не дозволивме да се прекини сообраќајот, туку напротив, сообраќајот непречено се одвива со меѓутоа во крајно внимателни услови на новата формирана делница која што ќе биде времено решение. За разлика од градоначалникот, од Центарот за управување со кризи велат дека приспособениот пат е небезбеден и им порачуваат на возачите да бидат екстремно внимателни. Во моментов сообраќајот се одвива по привремено изработена девијација која е небезбедна поради постоење ризик од дополнително лизгање на земјиштето, а дополнителен ризик представуваат и најавените врнежи од дожд и снег, велат од ЦУК за Сител. Стевановски уверува дека нема опасност од ново свлечиште. За сега не постои никаква опасност. Се надеваме дека до крајот на овој ден и овој дел кој што го изградивме ќе биде крајно безбеден со целокупна сигнализација и нема да имаме проблем во одвивањето на сообраќајот. Патот по кој во моментов се одвива сообраќајот ќе биде временно решение се додека не се постават соодветни услови за градежни активности кои се во надлежност на ЈПДП. Габриела Лескова, Сител телевизија. Раководство на СДСМ и улогата на Љупчо Николовски. Може ли партијата да излезе од тешката ситуација, каде СДСМ ја изгуби довербата кај членството за политиките на власта во секторот земјоделие? Тема на денот со Љупчо Николовски. По продолжение вести